Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата. По однос на оваа точка, договор за соработка во областа на механизмите за обезбеденост со храна во Западниот Балкан. Според состојбите какви што се денес, најголемиот корисник од овој договор ќе биде соседна Република Србија, затоа што тие веројатно во изминативе 5-6 години вложија најмногу средства и применија најконкурентни политики во областа на зголемување на производството на храна. За жал, за споредба со другите земји, по било кој основ, ако ја земеме Македонија, без разлика во која земјоделска област, производството на храна е во опаѓање, и тоа би рекол во драматично опаѓање. Тоа што на комисијата и го предочивме на заменик министерката Вјолца Бериша, заменик во Министерството за шумарство, водостопанство и земјоделие, и укажавме дека новата методологија која што сега Министерството за земјоделие ја предлага, а значи поврзување на субвенциите со количините на производство, кои што за многу области во Македонија се нереални количини, ќе значи дополнително намалување на земјоделското производство. Не само што ќе значи намалување на субвенциите и производството, туку ако се намалат субвенциите, тоа ќе значи дури демотивирање на дел од земјоделците кои што денес се занимаваат со одредено производство, ќе видат дека имаат лошо искуство со владата, државата не ги поддржува, им ги крати субвенциите и следната година можат воопшто да не произведуваат или да се приориентираат на нешто друго, со што Македонија повторно ќе стане дополнително подчинета во регионот и ќе стане уште позависна од во областа сопствено производство на храна, обезбеденост со храна и зависност од увоз на храна од соседните земји во регионот. И третата работа што ја напоменавме, дека политиката во земјоделието не е само политика од денес за утре, туку треба да биде гледана и како долгорочна стратешка политика, особено затоа што го имаме искуството на Бугарија, Романија, Хрватска, па дури ако сакате во подалечно време и на Шпанија, земји членки кои што кога ги почнале преговорите за членство во Европската Унија, самите заклучиле дека она што го имате во моментот на започнување на преговорите за членство како количина на производство во земјоделието, тоа ќе ви биде сметано како праг на квантитет според кој што со вас ќе преговара Европската Унија. И не можете потоа да го менувате. Многу е тешко да се изменат тие квоти кои што сами ќе си ги определите според сопствената способност за производство во земјоделието. Затоа ќе напоменам дека Македонија мора да се спреми многу добро и да има што поголема производство на количина на вино, количина на пченица, количина на јачмен, на месо, на млеко, на раноградарски производи, зеленчук и слично, затоа што тие количини што ги има, откако ќе ги почне преговорите за членство, според тие количини во Европската Унија ќе бидат оценувани можните идни субвенции кои што самата држава ќе може да ги доделува или ќе може да ги користи од фондовите на Европската Унија. Затоа сметаме дека ваквата методологија на Министерството за земјоделие, која што сега е предложена и усвоена, ќе биде штетна за земјоделието, а со самото тоа ќе биде штетна и за обезбеденоста со храна на Македонија во регионот, и со самото тоа Македонија ќе мора, наместо да произведува сопствена храна и да биде порентабилна, па и профитабилна во тој дел, ќе биде зависна и ќе се одлеваат девизни средства и буџетски средства за набавка на храна од земјите во регионот. И нашето мислење и нашиот став како членови на комисијата, но и како пратеничка група е дека Министерството за земјоделие треба подитно да ја преразгледа оваа методологија и истата да ја прилагоди на барањата на
земјоделците, на здруженијата и нивните комори кои што се занимаваат со областа земјоделие и земјоделско производство, за да може државата не да бара начини како да не им помогне или да ја ускрати помошта и субвенциите, туку како да бара начини дополнително да им помогне и да ги стимулира, затоа што зголеменото земјоделско производство ќе значи не само поголема обезбеденост на Македонија со храна, туку ќе значи и подобри услови и критериуми на самата држава пред да ги отпочнеме преговорите за членство со ЕУ. Благодарам многу.